Добар, убав и среќен ден, драги мои гледачи. Ве поздравувам, знам дека сте пред малите екрани и го чекате рецептот на денот. А се знае, во вкусот на традицијата, во потребни состојки оди се што малте не го имате дома. Затоа што ова е емисија за македонската традиционална кујна, малку осовременета, за македонските специјалитети, за народот наш каде и да е по светот. А ние сме во Златно буре Кучково. Тука си ги подготвуваме нашите рецепти на денот. Заедно благодариме многу на персоналот во кујната, персоналот послужувачи и се разбира нашиот верен тим од Алфа телевизија. За денешната емисија ќе ви направам еден сочен колач со јаболка и мак, афионово семе. А знаеме дека ова афионското семе или макот е многу здрав и содржи многу витамин Е, содржи масла, содржи витамини, минерали и така натаму и многу е корисно за здравјето на човекот. Значи се препорачува секогаш кога се може да се јаде, од него се прават десерти, значи колачи, се става во бити, во погачи, се става во салати, во многу комбинации може да се искористи. Понатаму имаме јаболка во рецептот. 6 големи јаболки, полни, сочни, излупени, нарендани и се знае дека македонското јаболка е најубаво во светот. За овој рецепт вас ќе ви бидат потребни, значи како што кажав, 6 јаболка кои што се изрендани, 100 грама мак афионско семе, 4 јајца, 100 грама брашно, 100 грама шекер, 100 грама јогурт, 100 грама масло, едно пакетче прашок за печиво, едно пакетче ванилин шекер и едно пакетче цимет. Па да почнеме со работа. Овој десерт и една недела да ви стои колку од ден во ден станува се поубав и поубав. Толку е влажен, мислите дека имате крем, дека овој колач е со крем. Сега најпрвен ќе ги изматам белките. Да ги одвојам. Жолчките од белките. Така. Ако има некоја шлупка, што би кажале, тогаш ќе извадиме со рака. Многу ми е интересен тој термин шлупка. Посебно го кажуваат во источниот дел на Македонија. Ете така. И сега ќе го пуштам миксерот. Само да ги изматиме, да добиеме една бела, убава смеса. Земам шекерот.
Убаво како матам, така ќе си се стопи шекерот со белката. Да пробам да видам дали е шекерот стопен. Уште малку. Ја додадам и ванилата. Еве веќе, гледате како е убаво изматено. Значи добивме убав снег. Значи кога ќе го превртете тавчето, тоа не излегува. Значи успешни сме. Ги додавам сега жолчките. Така. И уште малку ќе промешам со миксерот. Колку да се спојат жолчките. Толку повеќе не ни треба миксерот, тој си ја заврши својата работа. Сега ќе додавам јогурт. Масло. Малку цимет. И го додавам брашното. Гледате колку малку брашно има во овој колач. Многу малку брашно има. Всушност, целиот ќе лежи на мак и на јаболка. Сега мешам се додека убаво не се спои и добијам една убава хомогена смеса. Сега не ги префрлам јаболката тука, туку тестото ќе го ставам кај јаболката. Сега ставам прав шекер, прашок за печиво. Смесата е готова. Ја префрлам кај јаболката. Уште малку да го изгребам тавчето. Така. И сега сето ова убаво го промешувам. Да се спои со јаболката. И ќе забележите кога ќе го испечете колачот дека има така воздушеста структура, меко, сочно.
Можете од озгора да ставите топено чоколадо, можете мармалад да ставите, можете шлак пена, можете и само прав шекер, по ваша желба. Ете така, супер. Ке ви треба тавче 28, најмногу 28, за да не биде многу сплескана, со хартија за печење, намастена со масло, од оздола, малку и од озгора ке ставам. Така. Сега ја префрлам смесата во тавчето. Забележавте, нели колку малку шекер има? 100 грама во цела тепсија. А можете да ставите и кафен шекер, ако сакате. Можете и шекер од дурми да употребите. Така. Сега ќе распоредам смесата на секаде подеднакво. Ги изречете од исти состојки, ставаме секаде брашно, масло, јогурт или млеко. Значи, овие состојки, баш по 100 грама што се, и комбинацијата на јаболкото и макот, и циметот, ванилата, леле колку е прекрасно, ќе печам на 200 степени. А 20 на минути, потоа уште 20 на минути ќе намалам на 180. А ќе видам што ќе ставам од озгор. Останете со вкусот на традицијата, додека го испечам и кога ќе го пробаме, па ќе видиме што ќе биде од озгора. Еве, драги гледачи, ние колачето си го испековме и го наросивме со прав шекер. Значи, имате впечаток, ви кажувам, да не ве плаши кога ќе го печете, дека е недопечено или не. Туку, тоа е толку кремасто, како да сте направиле крем колач. Еве, имаме и малку шлакче од страната, доколку некој сака. Нешто прекрасно. Еве, може и вака. Леле, колку е вкусен. Цела е на јаболка. И има сладост од јаболкото. Речи си и шекерот не се чувствува. Циметот и комбинацијата исто со шлак пената и со чоколадо. Радоста и среќата до таванот. Прекрасно нешто. Оу, колку е добро. Направете го овој колач и уживајте во неговиот вкус. Ке се уверите дека како да го јадете највкусното колаче. И знаете како велат? Која е најголемата борба со самиот себе? Борбата е помеѓу она што го знаете дека е и она што го чувствувате. Жив човек роден за борба, секој ден ви е борба. На здравје и се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Поздрав од Златно Буре Кучково. На здравје!